Добар ден. После вакви говори, јас нема да го читам мојот говор, нека остане запаметено на што го кажа овие прекрасни дами. Јас на почетокот сакам сите, поготово мажите, да станеме и да им кажеме на овие прекрасни лавици благодарам. Благодарам за се што направите. Ова е најмалку што може да го направиме. Има насекаде. Некои велат дека вие сте моторот на организацијата. Некои велат вие сте пчелите на организацијата, ние највредните. Но јас би кажал, и тоа е точно, се разбира. Но јас би кажал нешто поинаку. За мене вие сте душата и срцето на организацијата. Без вас не може да постои една организација. Видовме прекрасни слики, видовме едно видео, видовме каде се вие жените сте отишле, сте направиле за ова организација. Јас сакам да се благодарам на Благица. Благица секоја чест за тоа што го правите. Честитки до цела унија на жени, целиот извршен комитет, се разбира и централниот комитет. Весна ми спомна, кога требало да земат салата, им рекле, нема да наполните. Весната замолува моето име, пренеси дека во моите очи тука ја гледам новата влада на Република Македонија. Кај да отидеме уникални салети. Ова е најмасовна, најдобра, најорганизирана и се разбира најубавата организација. Тоа е Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Да сте на жени здрави, да продолжите ова да го правите. Сакам исто така да се заблагодарам од името на председателот, кој за жал не можеше да дојде поради некојаш има и тажни случувања во нашите животи, каде што мора да идеме на такви настани. Но јас имам оваа чест, сакам од неговото име на сите да ви кажам благодарам за се ова што го правите сега. На сите претходни состави. Елена дојде тука, зема неколку збора, кажа што се случува во минатото, но тоа е, можем да кажем, само една стотинка од тоа што се чувало. Сите раководства, сите председателки на Унијата на жени, секоја чест за тоа што сте го работеле во годините, бидејќи без вас не може да биде Македонија. Вие сте моторот, буквално моторот и водилката на оваа партија. Продолжете тоа да го правите, но секогаш да запомнете дека историјата ни покажува какви жени има во ова ВМРО ДПМН. И да им речеме едно благодарам и да останат врежани во историјата на ВМРО ДПМН, дека без нив нема Македонија, но и без нив нема ВМРО ДПМН. Уште еднашка благодарност за сите. Тешко е да се брани лавот, овој тука лав што го имаме на ВМРО ДПМН. Тоа е навистина тешко. Зашто ВМРО ДПМН е создадено за тешки работи, да било лесно не могло да постои. Јас во една прилика кажав, пред некои 3 години, можеби и повеќе, пробаа лавот да падне на земјата. Пробаа со различни хиени да го распарчат. Можеби тоа и не успеа во еден период, мора да бидем искрени. Пробаа да не спуштат на земјата, да ни пуштат толку многу провокации, толку многу прогон од нас, со една цел. Да се смени ВМРО ДПМН, да падне брендот и да дојде нека нова гарнитура. И да, се случи тоа. Ние бевме можеби тој период на земјата, но заборави една работа. Лавот не е само. Има многу други лави што ќе му помогнат и лавици како вас да се издигне. И тоа набрзо сите ќе го видат на 12 април. Што значи? Да сме членови на оваа горда партија, која ќе формира новата влада и ќе побара одговорност за се она што го случи и го направи против нас. Затоа набрзо сите да отидеме во секој село, да отидеме во секој град, во секоја уличка, да ги замолиме граѓаните, да покажеме нашата визија, она што го планираме. Се разбира и со обновата на Македонија, да ни дадат доверба, бидејќи вака не може. Бе инсталирани само за една цел. Тоа го знаете си.
како да го сменат идентитетот, како да ни ја заробат Република Македонија и да го сменат уставното име. Но има горди луѓе, како вас, што тоа нема да го дозволат. Јас би се заблагодарил и Илија Димовски што не подкрепна на сите провокации, не гласаше за ништо што сите пратеници што пробаа да ги скршат со сите можни провокации, прогони, измислени клевети, измислени обвиненија и слично. И сега да видиме што се случува, може да видите сами. Жената е символ, да, најголем символ во нашите животи. Слушнав една детенце тука со мајка дошло, се разплаче, се насмеа, тоа е жената жртва прави за секој настан на ВМРО ДПМН, секоја чест. Кажете му на вашето детенце, дека оваа гарнитура се бори за Македонија. Тие пратеници ќе се борат за Македонија. Новиот состав и сегашниот состав ќе се бори за Македонија, за тие деца имаат подобар живот и да не се иселат од Македонија. Имаме целосен програм врз нас и морам да споменам неколку жени. Тие се главните жени, знаете, Чарлиевите ангели ги нарекува. Или што знам како, па мајчки правеа од нив и слично. Но свативме една работа. Дека таа хибридна институција, која беше создадена за цел да падне брендот, да се прогони ВМРО ДПМН и да се уништи идентитетот и македонското во сите нас, видовме зашто била создадена. Што правеле? До кај стигна? Гледаме 9.000 евра дневно за јаткасти плодови си дава. Гледаме 30.000 евра како на шофер дава. Гледаме милионски суми како се делиле незаконски. И на крај ВМРО ДПМН треба да биде криво за се. Не, ние ќе ги справиме сите работи. Ќе ги справиме, но затоа ни треба народ. И затоа ве замолувам од моето име, но и од председателот Христијан Мицкоски, да допреме до сите граѓани, да раскажеме нашата приказка. И ние да предводиме новата влада на Република Македонија и да ја побараме одговорноста што следи. Затоа ве замолувам сите, отидете на терен. Имаме за само уште еден месец, каде што ќе се формира техничката влада. Ќе имаме поголема прецизност тamo, ќе знаеме што точно се случува. Знаете претходните избори што се случуваше на секаде, на секој избирачко место. Впрочем, вие сте најповикуваните да ги знаете тие работи, бидејќи честувате скоро во се. Пробуваат на секој еден начин да побегнат од избори, но веќе не може. Затоа со оваа техничка влада и во предизборието што следи, со новата програма Обнова за Македонија, ајде навистина да се обнови Македонија. Ајде сите да ги посетиме. Имаме краток период, брзо ќе помине и јануари, знаеме колку има празници и слично, веднаш ќе фати изборната кампања. Тоа е шансата за сите нас. Тоа е можноста и периодот каде што ние сите сплотено треба да го испорачаме резултатот. Зашто ова го велам? Не го велам случајно. И сите овие години имаше доста луѓе што беа разочарани од нас. И тоа треба да се го признаеме. Можеби сме погрешиле, можеби некој лично, можеби со некој проект што не сме го исполниле, нешто што сме ветили или слично. Да ги погледнеме луѓето. Да не бегаме. Тогаш, јас заветувам дека ако отидеме кај овие граѓани и сите заедно пробуваме да дадеме барем уште еден атом од тоа што го имаме, многу јако ќе победиме. Многу јако ВМРО ДПМН ќе победи на 12 април и тоа тука лично ви го ветувам на сите. Слушнавме дека првиот човек на државата сакал да се замине од Република Македонија. Дава порака дека баш успел да фати, баш како што вика. Ќе го испратиме ако треба, но не може да дава прв човек таква изјава. Дали он ги мотивира луѓето да се иселат? Дали ги мотивира или ја гледа отчајната политика што ја води оваа власт? Вториот човек на државата или по хиерархија трет, премиерот на државата вели дека психички растроен и слично. Јас се прашувам, дали сега сите луѓе во Република Македонија, поготово младите, и сакале да останат да гледат изјавите нови луѓе и тоа што го прават? Која е оваа порака што ја праќаат према сите граѓани? Гледаме корумпирано судство. Гледаме во ниеден ресор каде што нема реформи.
гледаме дека ветуваат 300 работи, но ништо не е исполнето. Ветува, пак ќе го кажам ова, иако 100 пати ја кажам, 100.000 денари за докторите, 500 км автопатишна, но пред некој ден слушнавме, не можеле да ги завршат сега, во наредните 10 години. Но и во овие 3 години воопшто не почнаа ниту со проектирање на било каков проект. Да ја подсетам, клиничкиот центар ветија дека ќе почнат во декември. Најверојатно утре ќе почнат камен тема, или ќе ни покажат пак мало сутра, најверојатно. Таква вала. Ни ветија зголемување на платите во секој ресор, но тоа не се случи. И што прават сега? Со популизам сакаат во буџетот да стават дополнителни средства како ќе го зајакнувале човечкиот потенцијал и капацитет. Но тоа не е вистина. Тоа е едно подметување на граѓаните пред избори. Тоа сите добро го знаат. Затоа ние треба да ги разобличиме и на секаде ова да го кажеме. Не може, вие кога знаете дека ќе се заминете од премиерската функција, веднаш да ви текне, бидејќи немате ниту една добра политика спрема народа, да почнете сега да ветувате било кого с големени плати, с големени пензии и така натаму. Дури се плашам дека овие луѓе на власта веруваат во овие лаги што ги кажуваат. До тој степен отиде работава што излегуваат на телевизија и кажуваат што се имаат направено и лажат, и да кажам, не мамат сите нас, но на крајот веруваат и сега гледам почнуваат на терен дидат и повторно, како и пред 3 години на парламентарните избори, каде што ветува еден куп работи што не може да ги исполнат, сега повторно сакаат со ниски страсти да им каже дека наистина тоа е изградено, направено. И се витекнува кога една министерка за инвестиција праша да наброи неколку странски инвестиции. Се наљути, бидејќи поставуваат таква прашање, бидејќи не знае. Но сега викаат рекорден број на инвестиции. Не е така, навистина не е така, но тоа ние треба да го сработиме сега на терен. Да појдеме до граѓаните, да им го објасниме се тоа. Бидејќи може да приметите дека и најголем дел на медиумите, за жал, оваа власт повеќе ја рекламираат, баш буквално така да кажем. Но, ние сме храбра партија, сме поминале многу работи. Се чувствува сега. Се чувствува дека се променува власта. Се чувствува на секаде. Доаѓа нова енергија. И јас би сакал сите да му дадеме шансата на Христијан Мицкоски. Зашто наистина вреди. И не ви го кажам, јас сум подпредседател на партија и ќе останам до крај со него. Но вреди. Вреди шансата да почнеме да ја правиме обновата за Македонија. Човекот остана честен и честит цело време. Ајде сите заедно. Унијата на жени, унијата на млади сини, сите граѓани. Ајде да ги повикаме. Ајде да направиме резултат каде што потоа никој ќе не може да прави никакви математики. А за тоа ни треба многу голема победа. Затоа мораме да сработиме. Иако се чувствува победата, се чувствува дека и текнува пред неколку години размислувавме каква ново обвинение ќе смислат. Кој ќе биде следен во прогонот, што ќе направат на партијата, што ќе измислат за председателот, за раководството, со кого ќе не скараат. Сега од други работи се зборат. Сега се збори за обнова на Македонија, се збори за проекти, се збори до тоа кој ќе биде на позициите во новата влада. Се збори кои раководни органи ќе бидат и така натаму и така натаму. Затоа се смени климата. Сите го знаат, анкетите барем го покажуваат постојано. И затоа не случајно и вчера излезе една изјава од еден челник на СДСМ дека можно е, останува прашањето дека можно е да нема избори. Знаете ли зашто го изјави тоа? Не е прашањето за НАТО, зашто завчера им стигнале анкетите. Ги имаат погледнато анкетите. Поразот не им бега. Затоа сите заедно ќе ги победиме и да ве замолувам сите да дадеме поддршката и да го расшириме гласот за новиот мандатар на оваа влада, но секако и за сите вие што ги учествувате во промената и обновата на Македонија, бидејќи вие самите, вие сте обновата на Република Македонија. И благодарам за тоа што го правите и правите го во идниот период. За крај би сакал неколку работи што да кажам. Во овој период следуваат многу, како што кажи Влагица, многу тешки времења. Следуваат многу лаги каде што ќе бидат изнесени. Следуваат многу тешка кампања, црна кампања. Бидејќи како што можеме да забележиме овие неколку дена,
повторно ја вратија црната кампања и сите оние теми каде што сакаат повторно да го црнат ВМРО ДПМН. Треба да бидеме предпазливи. Последниот период набрзо ќе излезе и новата програма на ВМРО ДПМН, каде што уште неколку имаме циклуси на обнова Македонија и потоа ќе излеземе со наши проекти, ќе излеземе со ветувања кои навистина ќе ги направиме, а не со ние лажни покачувања од наводни 40 евра, а они 4 милиони евра договараа во 4 очи, или онаа влага за пензионерите да им скратат први од пензијата, па потоа повторно да им дадат, или ќе видиме дали ќе дадат или слично. Затоа внимавајте на сите искушенија што следат. Но заедно можеме многу да направиме. Јас нема да зборам за апатијата што владе од оваа власт, бидејќи ако почнам само црнила треба да редам. Затоа ќе на крајот сакам само да завршам со позитивни мисли. А тоа е, држете се во еден со друг, бидејќи ова е неголемата партија, ова е немасовната партија и недобрата организација во Македонија. И на крајот сакам само да ви кажам, вие жени, вие лавици, бидете тоа што сте, бидете единствени и да останете за секојаш врежени во оваа партија на пиедесталот. Бидејќи вие сте лавиците што ја сакаат Македонија и секојаш сте тука за нас. Благодарам за сето тоа што го правите. Остави живи и здрави, да живее ВМРО ДПМН, да живее